Здраво, дечиња! Еве ме повторно со вас. Мислам дека се сеќавате на мене. Јас сум учителка Кики од градинка Бубамара од Скопје. Денеска сакам преку една интересна сликовница да научиме нешто за очилата. За тоа какви видови очила има, кој треба да носи очила и што е тоа оптичар. Сето тоа ќе го дознаеме преку приказната, односно сликовницата за првите очила на Пепа. Да започнеме. Исправете го вашето грбче, наместете се за слушање со внимание. Пепа и Џорџ си играа надвор со нивниот пријател понито Педро. Беа зафатени со скокање по калливите вирчиња, се смееа и скокаа горе и долу. Во еден момент, понито Педро се лизна и падна во барата. Неговите очила полетаа и паднаа на тревата. Оф, леле, не! Каде ми се очилата? Педро ги запраша Пепа и Џорџ, барајќи ги наоколу. Педро не може да гледа добро без своите очила. Пепа и Џорџ ги бараа неговите очила. Џорџ набрзо ги пронајде и ги стави на своите очи. Смешен си, Џорџ, рече Пепа. Таа ги зеде очилата од него и му ги даде на Педро. Еве, повели. Ти благодарам, Пепа, рече Педро и ги стави на своите очи. Педро, зошто носиш очила? Праша Пепа. Па морам. Татко ми рече да носам. Тоа е оптичар, одговори Педро. А што е тоа оптичар? Па оптичар е оној кој што проверува дали добро гледаш. Тој прави очен тест. Може ли јас да ти направам еден очен тест? Педро ја праша Пепа. Пепа се согласи, а Педро започна. Ајде, Пепа, затвори го едното око да видам што гледаш. Па го гледам Џорџ, рече Пепа. Добро, сега затвори ги двете очи. Пепа ги затвори двете очи. Па не можам ништо да видам, рече Пепа. Интересно, интересно, не можеш ништо да видиш. Многу интересно, рече Педро. Мислам дека ми требаат очила, се израдува Пепа. Наскоро Педро замина со својата мајка во својот дом, а исто така и Пепа и Џорџ си влегоа дома. Педро ми правеше очен тест и ми требаат очила, рече Пепа. Кога ќе ги затворам очите не гледам ништо. Но никој не може да гледа со двете затворени очи, ја објаснуваше мајката прасица. Но, се замисли Пепа, Педро знае се за очилата. Во ред, Пепа, се насмеа таткото прасе. Ајде да одиме на оптичар и да направиме вистински преглед на твоите очи. Така и направија. Пепа и мајката прасе отидоа на очен преглед кај господинот Пони. Што можам да направам за вас? Праша тој. Па потребен ми е очен тест, ве молам, одговори Пепа и скокна во еден специјален стол за преглед. Се разбира, рече господин Пони. Стави ги овие специјални очила и потоа погледни во табелата. Господинот Пони ќе и прави на Пепа тест за добро гледање. Ајде, Пепа, дали можеш да ги прочиташ овие броеви за мене? Праша господинот Пони, покажувајќи на броевите. Пепа го читаше гласно она што го гледаше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Во ред, одлично. Ајде сега да ги видиме и боите, те молам. Црвена, портокалова, сина, зелена, жолта и виолетова, рече Пепа. Одлично, рече господинот Пони. Мајката прасе во меѓувреме и помагаше на Пепа да проба неколку пара очила, додека господинот Пони ги разгледуваше резултатите, тие ги гледаа очилата. Некои очила беа навистина смешни. Како ти се допаѓаат овие? Мајката прасе ја праша Пепа, подавајќи едни црвени со облик на срце. Да, ми се допаѓаат овие, мамо, рече Пепа. Двете се сложија дека на Пепа одлично и прилегаат црвените очила со облик на срце. Господинот Пони се врати со резултатите. Одлични вести, Пепа. Ти одлично гледаш. О, значи не ми требаат очила. Пепа рече разочарано. Но јас навистина сакав да носам очила.
Па, рече господинот Пони размислувајќи. Предпоставувам дека може да носиш очила за сонце, например. Пепа ги стави очилата со црвена боја во облик на срце и се израдува. Се надевам дека ќе биде сончево секој ден, за да може да ги носам постојано, рече Пепа, се насмевна и излезе од кај оптичарот Пони. Се надевам дека ви се допадна приказната што ја слушнавте. Сега ќе ве замолам дома со вашите родители да изработите очила кои што може да бидат баш онакви какви што вие ќе си ги замислите. Еве на сликава имате неколку примери кои што за момент може да ви послужат како идеја. Уживајте во изработката, а ние повторно ќе се дружиме наскоро. Бидете добри и се гледаме.